Здраво дички, добродојавте во уште едно видео од овој серијал за React.js. Ова видео го имам припремено пред да го снимам, значи веќе имам направено што планирам да правам во ова видео и да речеме ќе биде со малку подобрен квалитет. Значи, тоа не значи дека ова што го имам направено само ќе ви го објаснам, туку ќе ресетнам се назад и ќе го направиме ова од почеток. Меѓутоа, пред да започнеме со видеото, би ве замолил да кликнете на subscribe копчето доколку веќе не сте кликнали, да кликнете лайк или дислайк доколку ви се свиѓа или не ви се свиѓа видеото, пишете некој коментар доколку имате прашања, доколку ви се свиѓа или што и да е, и споделете го видеото со вашите пријатели за да стигнат до оние за кои се наменети. Па да видиме што ќе правиме во ова видео. Значи, како што гледате, значи имаме изрендерирано некои податоци. Податоците ќе ги земеме од некој placeholder API, значи надворешно API, кое што може да му повикаме get и со тој get, односно fetch, да му речеме на тоа API и со таа fetch функција што ни од JavaScript да ни врати одредени податоци. Значи тоа API ние го имаме овдека, jsonplaceholder.typecode.com и како што гледате има некој placeholder API, имаме posts, comments, albums, photos, to-dos, users, ние ќе користиме posts. Докодиме на овој линк, posts, и го отвориме и како што гледаме ова API ни враќа некој array со објекти, значи низа од објекти. Тие објекти се одредени замислени постови, значи со некој dummy текст. Значи некој рандом текст, што гледате има user ID, односно ID-то на юзерот кој што го постирал тој пост, значи замислено ID, и има ID на самиот пост, и има title, што е некој lorem ipsum текст, некој рандом текст, и имаме body за истиот пост, повторно некој рандом текст. И така ова, значи ни се повторуваат и имаме n број на постови. Потоа користиме карт компонента, ова од Material UI, за да ги прикажеме тие постови. Горе во карт хедерот имаме title на нашиот пост, а во карт контент долу или карт body, не знам како беше, имаме содржината на нашиот пост. Исто така користиме и grid layout за да ја направиме нашата апликација во grid структура и исто да не биде responsive. Значи, како што гледа, кога на помал девајс ја отвориме, сето тоа не изгледа се уште убаво. Пако што реков, ајде да ресетнеме се и да продолжиме. Да, друга работа што имам сменето, заборавив да напоменам, е мала промена во base layout. Го отвориме base layout. Овдека active style што ми беше, како што знаете имав тука во криви загради вака, и внатре ми беше ставена бојата бела. Значи за стил да ми биде одвоен, CSS да ми биде одвоен од самата компонента, направив нова класа во нашиот page styles, nav link active и внатре ставив бојата и овдека active style го заменив со active class name, кој што ни постои. Докато отвориме овдека во документацијата, да видиме nav link, каде ми е nav link, strict, кликам на, не знам зашто не ми носи, nav link, ево го, nav link, и како што гледате име со active class name, претходно имавме active style, значи ова го заменивме само со ова, значи до ова ќе ви ставам документација. И да, како што реков, значи само тие две промени ги направив, на двете места ставив таа класа што ја креиравме во нашиот CSS и тоа е тоа. Да продолжиме. Се вратиме во нашиот код, реков дека ќе ресетираме се. Чекай да видим тука што промена направив, валја некоја празно место имам додадено.
base layout. Не ми дава никаква промена. Айде да го ресетираме home. Десен клик, reset на home файл. На Windows мислам дека беше десен клик, discard. И да видим нашата апликација. Како што гледаме, таква не е како што не беше пред да го почнеме видеото. Па ајде да ја видиме оваа fetch функција. Значи, се ова што користам, сите линкови што ги имате, ќе ги ставам во описот на ова видео. Значи, еве ни е нашата fetch функција и имаме пример како се користи со hooks и погоре имате како се користи со клас компоненти. Еве, component did mountive, внатре повикуваме fetch, URL до некоја API и имаме потоа ден и нешто понатаму. Ајде, ќе одиме полека. Ајде правим да во нашата home компонента по React да ги вклучиме useState и useEffect hookот. useState, бидејќи сакаме овие податоци што ќе ги добиеме од надворешното API да ги ставиме во некој state и користиме useEffect како наши lifecycle методи, значи во useEffect. Const ќе креираме state posts, каде што ги чуваме тие податоци, односно постовите кои што ќе ги добиеме од надворешното API. Set posts е еднакво на useState и иницијално ќе го наместиме да не биде празен array. Потоа ќе речеме useEffect, внатре arrow функција, криви загради и како втор параметар ќе имаме празен array бидејќи сакаме да симулираме компонент did mount. Го имаме ова овдека со се useEffect, да може целото да ги скопираме. Вака, окей. Се вратиме назад. Пасте тука. Рековме, значи ова го неема овој state, нема да го користиме, иако може да го додадам, меѓутоа нема да ни треба. И овој state error нема да го имаме, место да го ставаме error кој што ќе го добиваме од овој fetch, место да го ставаме во state, ќе го испечатаме во console. console.error. Овдека место set item ќе имаме set post и место result item ќе имаме само result, бидејќи неаме резултатот што го добиваме од овој placeholder, ние директно array, а не ни се наоѓа под некоја .item или .post. Значи сени ова API директно ми враќа array. Значи и директно треба да користам тој JSON. Што се случува со ова fetch? Значи имаме fetch, него заменив URL-ото. Copy. Пасте. Значи не знам дали спомнав, значи го користиме, кој што реков, ова JSON placeholder, бидејќи втор пат го снимам видеото. Не знам дали спомнав, уште еднаш ќе повторам, значи JSON placeholder.typecode.com и користиме, кој што гледате имаме овде повеќе API, placeholder API кој што ги користим, може да ги користим, јас го користам posts. Значи ако го отворите ова во нов таб, ние тоа што го имам отворено тука. Кој што реков, значи повикуваме fetch функцијата, која што ни враќа promise. Што е promise? Имам линк ставено тука во JavaScript, може да прочитате подетално. На тој promise може да му речеме .den, кога ќе се изврши den, добиваме некој респонс. Од респонсот враќаме, овде имаме исто замисли дека имаме return, бидејќи имаме само една линија, нема потреба да пишуваме return, значи враќаме тоа што сме го добиле од овдека, rest.json. Под JSON ни се наоѓаат овие податоци овдека, значи array-ето. .json, потоа повторно велиме den, повторно имаме внатре arrow функција и овдека резултат ни е оно што сме го вратиле од овој претходниот den. Значи имаме повеќе функцијата, понатаму den, наредно den
тоа што си го добил од таму, врати од тој резултат првичниот .json што се наоѓа под .json, бидејќи освен .json имаме и некои други работи. Во некој едно видео ќе видиме што друго имаме под ова .res. Потоа во наредниот ден рековме дека го имаме во arrow функцијата како параметар, го имаме ова што сме го вратили тука, односно res.json и го менуваме како резултат. И внатре во ова arrow функција велиме дека posts намести да има како вредност ова што го имаме во ова arrow функција, резултат. Значи set posts резултат. И во овој момент во нашиот post states ќе го имаме овој array со тие постови. Како втор параметар имаме catch да ни врати грешка доколку нешто се случи неочекувано. И велиме доколку се случи некоја грешка во конзолата како error испечете ми ја таа грешка. Ајде одека малку ќе промениме, ќе ставиме еден h1. Ќе го извадам тука. Океј, save. И доле во h2 ќе го испечатам ова што го имам за state. json.stringify posts. Океј, да видиме дали си некој што треба. Што се буни? Post is not defined. Да видиме post, тука е posts. И ако што гледаме, имаме испечатано овој JSON што го добиваме од тука. Само ово да променам, сакам ова homepage, да ми биде homepage, а не content homepage, па да продолжиме понатаму. Во иницијалниот пример рековме ќе користиме card компонента и grid компонента. Па ајде да ги погледаме тие работи. Че веќе имам отворено дека за grid и може да прочитате што се може да користите во grid. Ево дека имате за spacing атрибут што може да користите, како што гледате може да наместите spacing атрибут каде што местите интеџери за вредност и секоја единица од овој spacing атрибут ќе биде 1 по 8 пиксели. Значи докато наместите 1 ќе имате 8 пиксели растојание помеѓу секој елемент во grid, околу 2 по 8 16 и така натаму. Ајде да импортираме тоа што ни треба, ќе користиме рековме grid. Ќе го копирам импортот од тука, само тоа ќе ми треба. Овдека ќе го ставам, значи import grid, окей. Да се вратам назад и велам ми треба контейнер со spacing, ќе го земам ова. И иницијално ќе тргнам село, ќе искоментирам. Ќе го ставам тука. Ќе имам grid, контейнер со spacing 3. Океј. И ми треба grid item. Grid item. Натре ќе ставам grid item. Спадна ова, не знам, не ми треба. Grid item. И внатре ќе користам нешто ново што го не имаме споменато до сега. Значи, знаеме дека во пост сега имам array. Значи, можам да речем .map и таа функција ќе ми ги помине сите вредности што ги имам во тој array. Map прима arrow функција и внатре може да вратиме нешто. Значи, ова ќе ги помине, значи, како for each ми е исто, значи, освен post може овдека да користам и for each, има for each функција на array-от. Ова map ќе ми итерира ни секој post, ова може да користам како што сакам, и ќе ми врати индекс, односно индексот на секој елемент во таа низа, односно во нашите постови. Меѓутоа индекс нема да го користам, но сега нека стои.
И сега само во H2 ќе го испечатам тој пост. Повторно крај завира ќе речем пост. Да видим што ќе ми се случи тука. Се вратиме во нашиот код. Опс, имам некоја грешка, што имам сгрешено. Да, треба секој елемент што го враќаме во map функцијата да има unique key. За key, сега ќе користиме индекс. Бидејќи тој не е unique, за првиот елемент има 0, за вториот 1, 2, 3 така натаму. Меѓутоа имаме некоја друга грешка, нешто се буни. Object start not overridden. Post map. Тука треба да речем json.stringify. Stringify, се извинам за тоа, бидејќи ми е ова JSON објект. И сега што гледате во H2 ми ги печати сите постови еден по еден. Сега како за почеток, значи можам место ово на key да го користам post.id за key. Значи кога мапираме нешто и го рендерираме како JSX, root елементот што е, значи ова може да имаме под ова H2 и други работи, меѓутоа тоа што му е парент на тоа што го рендерираме мора да има key атрибут со unique вредност. Значи, знаеме дека ова индекс не е unique, меѓутоа знаеме и дека во post имаме post.id што не е unique. ID, бидејќи го видовме тука, значи имаме ова ми е post, во post.id имаме нешто вакво ID со вредности различни, cat, односно не cat се единица, 2, 3 и така натаму. Исто така во нашиот случај и ќе рече некој title е unique, бидејќи има различни тайтлови, и body е unique, меѓутоа може да се деси да имаме два исти наслови за одреден пост, така да порелевантно ни е ова ID. Save. Се вратиме во нашата апликација, да, се не е повторно го што треба. Ајде исто така во овој grid, како grid item, да го испечатаме и насловот на апликацијата. Grid item. Океј, и внатре, значи овдека ово ни е големината на нашиот grid елемент со големина од лејаутот. Значи лејаутот ни има должина од 12 елементи, значи може да користиме 12. 12 ќе ни го зафати целиот ред, 6 ни е половина ред и така натаму. Значи ние ќе користиме 12, бидејќи сакаме целиот прв ред да имаме испечатено она што го имавме претходно, односно homepage. Нека остане сега вака. И како што гледате, сега ни е окей. Homepage и ги печатим. Ајде сега да одиме на нашата карт компонента. Ева ги имам овдека отворено и ќе импортирам карт, бидејќи ќе користам карт и карт контент, и имаш уште некои работи што користам во претходен пример, ќе ги најдеме сега. Карт контент и мислам карт header требаше. Карт контент и во некој друг пример треба да го имам карт header. Во ово имам header, ќе го отворам. Отворено ми е тука карт header. Ева карт header. Ќе го ставам да имам некоја хиерархија горе, бидејќи првиот ми е header, па имам контент. Се вратиме во нашиот линк. Еве велиме ни треба карта. Не ни треба целото, меѓутоа ќе поставам целото и ќе извршим тоа што не ми треба. Ова може да го искоментирам сега. Grid item, карт, class name не ми треба. Ќе затворам карт
и внатре може да речем post.body. Post.body. И ми треба секако ID да ставам сега во карт, бидејќи карт ми е root од во ова map функција што враќам, значи како најгорен child ми е карт компонентата и мора на тој parent да имам key, кој што реков. Се вратиме до нашата апликација. Како што гледаме, да, врапнати ни се сите во одредени карти. А да видиме што може да подобриме. Grid item 6, сакаме да не биде 4. Да, ова требаше не да го печатам вака директно, туку требаше да користам card header, односно card content, бидејќи во контентот го ставам бодито. Исправиме овие работи и се полека ќе си добие некој лик. Да видиме сега. И сега како што гледаме малку ни заличува ова подобро. Grid items. Мислам дека и тука ми треба spacing. Упс, не, сепак не, бидејќи ова ми е айтема, не ми е самиот root, туку требаше ова, да, ова ми е во ова. Океј, ќе го исправиме како и да. Нека стои сега вака, ова ќе го избришеме. И во card header и сам title е еднакво на, ќе го затворам и овде ќе имам post.title. И како што гледате ми заличува малку, сега да видим да го средиме малку лејаутот, да видиме што имаме. Што ми е сгрешено, сега што праваме, се врапнувам во сите овие карти што ги рендерирам ми се под еден grid item, меѓутоа треба ова да ми е внатре, во суштина. Овој grid item треба да е, треба да е тука, значи тој треба да ми е parent grid и ова, значи ки сега треба да го префрлам од карт на grid item. Ќе оставиме нека ми биде последен атрибут. Океј, да видиме што сме добре сега и како што гледаме малку ни е сега поинакво. Се што треба само да го дотираме стилот кој што гледаме сега. Сите карти се со различна висина. Овде ќе имам, како што гледате, grid item 4. Значи, бидејќи ни е 12, значи секој ред ќе ни собира по 3 карти. Докато ставам овдека тројка, ќе имам по 4 во ред. 1, 2, 3, 4. Докато ставам двојка, може да препоставите колку ќе бидат. 2, 4, 6. Ајде, чуваме иницијално, не знам како беше, мислам дека беа по 3 или беа по 4. Мислам дека беше вака. Не се сеќавам како и да е. Во Page Styles може да креираме некои нови стилови, а да ќе ги копирам оние што ги имав искуцано претходно, за да не ги куцам повторно, бидејќи темата на ова видео не е CSS. Тука ми беше Page Styles, Studio Code, nav link, сепак ги имам изгледа избришано тука. Ќе се вратиме во иницијалниот файл да видам каде ми беа пишувани стиловите. Home, Open with, Visual Studio Code, Fetch Spacing 12,
Аз съм ги пишал во inline. Како и да, ќе ја копирам от тука. Значи на картата местиме да има висина от 250. Каде ми е оригинално, треба ми го картата и ставаме stylus и може inline да пишуваме style, да има висина секоја карта от 250. И што гледаме, имаме сега иста висина на сите карти, да иницијално биле по 4 висина. Мислам, така да овде ќе смениме на тројка, 3 по 4, 12. Окей, исто така имавме и некој, мислам дека ова ми стои, page content container, да, ова ми е класата за нашиот div, за овој div овдека, class name, е еднакво на таа класа, да имаме што добиваме сега, окей. Значи, добивме таа сивата боја и земено од првата app компонента што имаме овдека. App, каде ми е app CSS, ева го, значи ова боја од овдека земам само за таа страна. Home. И се што ни останува е уште насловот, да го средиме. Да видим како ми беше тука ставен насловот само. Да, и ова ми беше во посебен grid и во посебна карта. Значи што ни фали овдека да имаме карта и имаме посебен стил за ова page title што треба да го имаме овдека некаде, меѓутоа го немаме. Сега ќе видиме каде и што е. Че ови работи ќе ги избришам. Ова ќе го средам вака. Save, grid, card. И кој што гледам, се ми е кој што треба во овој момент. Да, имам само page title од каде го влечам. Page title, кој што гледам тука го немам, така да треба да ми е тука. Сум ставил page title, изгледа не искуцам таква класа, така да тоа сега нека остане така празно. Ако ќе зборуваме за CSS, може да го искуцаме и тоа. Значи, сум планирал можеби нешто да направам посебно со ова page title, а ова ми ствари key и не ми е class name. Моја грешка, се извинувам. Така да, дечки, како што гледате, го добивме истиот резултат што го имавме на почетокот. Видеото станува малку долго, меѓутоа ајде уште еднаш да поминеме што се направивме во ова видео. Користевме hooks useEffect и useState, значи иницијално креиравме еден state што ни се вика posts, со set метода setPosts и иницијална вредност ставивме празен array. Потоа useEffect го користивме како компонент didMount, бидејќи ставивме празен array овдека за втор параметар во нашиот useEffect, за да ни се однесува како компонент didMount и ќе ни се изврши еднаш кога компонентот ќе ни биде монтирана. Потоа внатре повикуваме fetch методата од JavaScript и како прв параметар ставаме линк до некоја надворешно API. Во тој случај тоа надворешно API ни е JSON placeholder.typecode/posts. Тоа ни е значи ова овдека. Од тоа API го добиваме овој array како JSON, значи array со објекти како JSON. Потоа велиме, значи освен array добиваме некои други податоци и затоа треба да ги екстрактираме со користење на тие ден од овој промис. Значи во првиот ден велиме дека врати ми од тоа што си добил тоа што се наоѓа под .json. Значи само JSON ми го врати и потоа во вториот ден велиме од оно што си го вратил во првиот ден од овој rest.json што сега го имаме во results параметарот setPost, значи намести го пост да ги има тие вредности таму, односно тој array со објекти. И како втор параметар од вториот ден велиме врати ни грешка доколку има одредена грешка. Океј.
И се што правиме по тоа е ги рендерираме овие податоци на некој соодветен начин. Користиме grid layout за да имаме некој responsive дизајн на нашата страна и во еден grid контейнер имаме spacing 3 по 8 пиксели растојание меѓу секој grid елемент што ни престои. Потоа како прв grid item кој што ќе ни зафаќа цел ред, бидејќи овде велиме дека ќе имаме grid item од тип XS со големина од 12, што 12 е еден ред. Во тој прв ред, односно прв grid item, ставаме карда со H1, кој што има и внатре велиме со текст homepage. Тоа ни е ова овдека што го имаме. Потоа долу итерираме низ сите постови што ги имаме во тој наш array што го добивме од API-то, бидејќи знаеме дека е array, и повикуваме map функцијата за да се итерираме низ сите тие податоци што ги имаме во array-от, и секој пост видовме дека се одржи по еден објект, еве тоа ни е array од објекти. Секој пост содржи по еден објект со property user ID, ID, title и body. Итерираме низ тие објекти и за секоја итерација враќаме по еден grid item. Рековме кога враќаме овдека, рутот мора да ни содржи key property со некоја unique вредност. Во нашиот случај key-то ни е ID-то од овој пост што го имаме овде, односно овој ID како што гледаме е unique, единствено за секој пост имаме 1, па имаме 2, па имаме 3, па така натаму имаме 30 и така натаму. Ќе местиме ID за key. Потоа внатре во тој grid item рендерираме card компонента и имаме inline style каде што мислиме да има секоја карта да има висина од 250 пиксели. Секоја карта исто така ќе има card header каде што за title го рендерираме тайтлот од нашиот пост што ни е овдека. И после card headerот имаме card content каде што пуштаме body-то од нашиот пост. И со тоа сме го добиле овој резултат што го имаме тука. Така да, дечки, мислам дека видеото испадна малку подолго од очекуваното. Не знам дали е поквалитетно како што очекував од претходните, меѓутоа мислам дека ќе ви се свиѓа. Поздрав!